Благодарам Вана за најавата. Ние се вклучуваме од новото депо на јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар, каде што тука се носат возилата кои што биле непрописно паркирани и кои што пајак службата ги подигнала од местото каде што биле неправилно паркирани. Разговараме и за тоа, за таа промена, меѓутоа и за се она што го покажува и последниот пресек, дали имаме некое посовесно однесување од страна на возачите во однос на паркирањето на територија на општина Центар или остануваме со статистиките на исто ниво. За сето тоа разговарам со директорот на јавното предпријатие ПОЦ Душко Коцевски. Добро утро и благодарам што издвоивте време утро. Добро утро и благодарам за поканата. Во однос на бројките, тие секако се движат од повеќе, зависат од повеќе фактори, пред се број на пријави, колку граѓаните пријавуваат возила кои што им пречат во однос на непрописното паркирање, понатаму можеби временските услови, обемот на сообраќајот, работните или неработни денови, нели имаше и празници, така што за оваа недела можеби е помала бројката, но во просек, доколку гледаме, генерално бројките се движат некаде околу 150 до 180 на неделно ниво и не гледаме, наречеме, пат кај нив, односно не гледаме некое значително подобрување на сообраќајната свест во однос на непрописното паркирање. Да. Оно што е важно на самиот почеток да се истакне е дека имате нова локација, односно ова е новото депо на ПОЦ. Тука се носат возилата и автомобилите веќе од 17 март. Се останува исто, нели, и во однос на цената и во однос на како што функционираше се на претходната локација, исто треба да се напомене дека таа локација не функционира. Дали веќе тоа граѓаните го... Така, тоа е добро. Ние постојано ги информираме граѓаните и преку соопштенија, и преку вакви гостувања на медиуми, секако преку социјалните медиуми. Се работи за нов простор на пајак службата, адаптација на оној паркинг простор кој што се наоѓа веднаш до мостот Беласица, исто се наоѓаме под железничката пруга, под железничката станица во центарот. Просторот е поголем, 2250 метри квадратни, плюс направени се инвестиции и во кабините за вработените, и во видеонадзор и алармни системи, рампа и така натаму, заедно со зголената површина ќе ни обезбедат поквалитетно, по-ефикасно функционирање на целокупната пајак служба. Споменавте на самиот почеток дека многу фактори влијаат врз тоа колку возила ќе бидат непрописно паркирани или пријавени од страна на други граѓани кои што наишта на проблем во секојдневното функционирање на територија на општина Центар. Меѓутоа, конкретно за Центар, кој дел е најкритичен во однос на паркирањето, односно исто тука се наметнува и прашањето колку паркинг места ни недостигаат за да може да имаме нормално функционирање во текот на денот. Така, вообичаено тоа се истите наслоби каде што движењето, сообраќајот е поинтензивен, застанувањето, паркирањето е поинтензивно, дали поради поголем број на локали или институции и едноставно поголема фреквенција на луѓе, на возачи кои доаѓаат до тие локации. Вообичаено тоа се Дебар мало, секторот Буњаковец, некаде околу градскиот ѕид објектите, вообичаено тие локации се најчести во однос на подигнатите возила во соработка со сообраќајната полиција и нивното носење во депоа, а секако Центар како центар со зголемена фреквенција, секогаш би рекол дека недостасуваат можеби доволно паркинг места. Ние работиме на колку се можни нашите капацитети со општината на нивно зголемување, секако дека треба да се размислува и во поголеми инвестиции, во подобрување на инфраструктура, секогаш што го кажувам дека една страна е она зголемување на паркинг места и капацитети, од друга страна е стимулирање на алтернативни видови на транспорт, на јавен транспорт поефикасен и подобар, што сето тоа би влијаело на намалување на сообраќајот со возила во самото срце на градот. Да.
Овде на новиот плаза, односно новото место, освен автомобили кои што биле непрописно паркирани, забележувам дека има и доста фаворисани возила кои што веројатно ги подигнуваат од паркинг местата кои што стојат навистина долг период. Што се случува со нив? Дали остануваат тука на депото или има понатака друга постапка? Во последниот период, уште од летоска, имавме една силна акција каде што огромен број на фаворисани возила во центарот на градот, од нашите паркиралишта беа отстранети. Најпрво започнавме со инспекцијските служби од општина Центар и во соработка со МВР, лепење на одредени опомени кои што им даваат одреден рок на собствениците на овие возила да ги отстранат од јавните простори. А после одреден период веќе ние ги преземаме во депото на ПАЕК службата и планираме за неколку месеци доколку собствениците не си ги земат согласно новите законски измени со записник и од полиција да ги преземе колективен постапувач кој што понатаму ги процесира во така наречени компании рециклатори или отпади, така што апели до оние собственици на фаворисани возила кои што им се подигнати тука да најдат едноставно решение за нив, дали да ги останат на своите приватни простори, а секогаш ние нудиме опцијата да со помош на специјалното возило ПАЕК ги преземе и бесплатно ги донесе до таква компанија рециклатор, при што финансискиот надоместок за така нареченото старо железо оди целосно на собственикот, така што и ова е една прилика за апел до собствениците на фаворисани возила. Фаворисаните возила не само што не им функционираат, туку и го наградуваат просторот и представуваат и опасно за околината. Ви благодарам за денешниот разговор. Ви благодарам и на вам и поздрав до вашите гледачи. Благодарам Штекноваш, тоа беше разговорот со директорот на јавното претпријатие паркинзи на општина Центар Душко Коцевски, со кој што разговаравме и најавивме каде се наоѓа новото депо, односно под железничката станица, веднаш до мостот Беласица. Тука се носат сите непрописно паркирани автомобили на територија на општина Центар. Спомнавме дека има голем дел и хаварисани возила кои што се во моментов лоцирани тука, така што го заокружуваме разговорот со статистика која покажува дека се уште ни треба подигнување на јавната свест каде ги оставаме своите возила и дали со нашето непрописно паркирање го попречуваме нормалното функционирање на сообраќајот, барем во општина Центар.